Председателе, почитувана македонска јавност, медиуми и колеги. По однос на годишниот извештај за работата на Судскиот совет, она што би можела да го кажам е дека имаме еден наведум транспарентен и солидно отчетен извештај, но она за што жалам е што ваквите документи кои ги добиваме секоја година воопшто не се сваќаат сериозно. Зошто го велам ова? Прво, самиот наслов Годишен извештај за работата на Судскиот совет за 2020 година доволно говори за тоа колкава е сериозноста во пристапот, па во 2022 година дискутираме за тоа што работел Судскиот совет во 2020 година. Не ми е јасно како досега не се јавила потреба за одредување на краен рок за доставување на годишни извештаи и, ако се јавила потреба, зошто се уште не е надмината. Значи, ние денес овде можевме да си говориме и за годишен извештај од, например, 2014 година, 2005 година и така натаму. Колку години треба да поминат за конечно да се надмине ваквиот проблем? Од друга страна пак, тоа што нема законско ограничување, никако не смее да ви даде за право годишните извештаи да ги разгледуваме со задоцнување од цели 2 години. Да речеме дека сте решавале кризи, да речеме дека сте направиле нешто видливо за граѓаните, па работата на Судскиот совет можела да почека. Но не. Овде се може да си почека, освен секако вработувањата, па што туку има оглас за 9 вработувања во Царинската управа во среде сите кризи. Тоа е она што ние го нарекуваме неспособност, граѓаните го чувствуваат, а власта нема аргумент за да демантира. Друг проблем е пополнувањето на испразнетите судиски места, чие пополнување е важен сегмент во функционалноста и навременото постапување на судовите, со цел поголемо почитување на човековите права и судските процедури. И ова исто така е проблем кој се провлекува со години и крајно време е да се пристапи кон негово надминување. Кога се подготвував за денешнава дискусија, го погледнав годишниот извештај за работата на Судскиот совет за 2021 година, чисто за да направам една компарација и видов дека препораките за подобрување на функционирањето на Советот од 2020 година буквално идентично се пресликани и во извештајот за 2021 година. Тоа е показател дека не мрдаме од место и она што во 2020 година сме го имале како цел за 2021 ни останува како цел и за сега веќе оваа 2022 година и така до недоглед. Така, недостатокот на човечки ресурси останува како проблем. Недоволниот буџет исто така останува проблем. Неажурноста на судовите не само што останува проблем, туку се зголемила во 2020 година. Со буџетот за 2019 година сте констатирале дека е неопходно да се зголемат паричните средства за судството и јавното обвинителство, но наместо да превземете мерка, паричните средства не само што не се зголемиле, туку се намалиле за 2020 година. Па да ве прашам, зашто ни служат годишните извештаи? Ова не смее да остане вака. Ако препораките од 2019 година сте ги сватиле сериозно и ако една по една сте ги решавале, денес ќе имавме извештај во кој ќе имавте барем една точка во која ќе можевте да се пофалите дека напредуваме. Но за жал го имаме сосема спротивното. Значи, според мене, а верувам и според вас, целта на годишните извештаи не смее да биде само да видиме до каде сме. Туку многу поважно е каде треба да стигнеме. И дефинитивно нешто мора да се смени. Јас се согласувам со ставот дека не си правиме услуга кога критикуваме, но тоа е реалноста од која нема бегање, затоа што нашите граѓани секојдневно ни упратуваат поплаки во однос на ефикасноста на Судскиот совет. Ако одам чекор по чекор, во годишниот извештај велите пополнети 30 работни места од предвидените. Во годишниот извештај за 2019 сте рекле, цитирам:
Не се пополнети клучни места како технички секретар на председателот и нема ниту еден вработен во одделението за статистика и аналитика. Зошто ова останала непроменита и во 2020 година? При толку многу вработувања, повеќе непотребни од потребни, жално е судскиот совет да има недостиг од клучни вработени и недоволен буџет. Заради тоа, оценката во правосудството, која ја нотирала Европската комисија, е ниска и ќе си остане ниска ако не ги решавате проблемите. Понатаму, имам една дилема која би сакала да ја решиме, а тоа е: во 2019 година Советот избрал 25 судии поротници, а утврден е престанок на функцијата судија поротник на 33 судии поротници. Додека во 2020 година судот избрал 255, а функцијата им престанала на 102 судии поротници. На што се должи оваа разлика од 230 судии поротници повеќе во 2020 година, кога бројот на предмети и понатаму заостанува, кога речиси сите судови се неажурни? Фактот што во 2019 година кај еден судија е утврден престанок на судиската функција поради нестручно и несовесно вршење на функцијата, а во 2020 година нестручно и несовесно вршење на судиската функција утврдено кај 5 судии, не би ни сакала да го коментирам, затоа што и тоа е еден тажен податок кој вели дека напредуваме, ама во негативна смисла на зборот, и тоа за 4 пати повеќе од минатата година. Значи, да заклучам. И понатаму судскиот систем е нефункционален, заостанува предмети и речиси сите судови се неажурни. И понатаму граѓаните немаат никаква доверба во судскиот систем. И понатаму недостасуваат човечки и секакви ресурси. И понатаму е потребна буџетска независност на судскиот совет. И понатаму независноста и транспарентноста се на ниско ниво. И понатаму се врши притисок врз судиите, а со тоа и понатаму се покажува дека извршната власт никако не се откажува од влијанието врз судската власт. Можеме само да се надеваме дека имплементацијата на методологијата за квалитативно оценување судии и председатели и методологијата за утврдување сложеност на предмети нема долго да останат само најава. И ако ова е вашето можеме повеќе, црно ни се пишува и речиси невозможно е да ја вратиме довербата на граѓаните во судството. Затоа перцепцијата на граѓаните е сосема оправдана. Затоа сосема е оправдан стравот дека и понатаму ќе продолжат сите скандали што ни го тресат судскиот систем. Јас навистина не знам кого го чекате да ви ги средува проблемите за конечно да можеме да проговориме за ефикасно судство. Ако чекате некоја друга власт да се зафати со сериозна работа, признајте си, кажете до тука ни беше способноста, дајте предвремени избори и нека тргне барем нешто во оваа наша Македонија. Ви благодарам.